Почитувани представници на медиумите, почитувани вистински земјоделци. Долго најавуваниот протест на наводните земјоделци од Прилепскиот регион, односно театар во режија на ДПМН, доживеа невидено фијаско. Вчера, едва 20 на луѓе, партиски војници на ДПМН, од кои половината вработени во државната администрација, под силен притисок против својата волја, беа буквално довлечкани на погрешна адреса, наместо да одат пред владата или пред штабовите на ДПМН. Овие лица се вработени во образование, апсолутно немаат никаква врска со земјоделие. Дополнително дека станува збор за партиски војници, реформите ќе победат многу јасно. Токму таму, во штабовите на ДПМН се кријат криминалци, со чија помош се делат огромни суми на пари, како субвенции, на лица кои никогаш не виделе тутун или жито, кои никогаш не стапнале во штала или пак на нива. Почитувани земјоделци, барањата за пребивањето на обврските на земјоделците спрема државата, како закупнина, надомес за вода, за пасиште и друго, се содржани во законот кој го предлага СДСМ. И сите други барања на земјоделците се содржани со нашиот предлог закон. Во нашиот закон, ние бараме да се стави крај на криминалот и злоупотребите кои ги прави власта при доделувањето на субвенциите. СДСМ е секогаш за субвенции во земјоделието, но тие мора да завршуваат кај вистинските земјоделци, а не кај студенти, бизнисмени и кај лица кои донираат пари за кампањата на ДПМН. Благодарам. Значи тоа значи ќе поддржите ваш предлог на закон на измени? Значи кратко, во петокот се пуштени два закони во собраниска процедура. Предлог на закон од страна на пратеници на ВМРО ДПМН, кој иска како од владата кој што претходно не помина, и предлог на закон кој што го нуди пратеничката група на СДСМ. Во голема мера законите се слични листи. Меѓутоа дополнително на што СДСМ го бара зголемување на контролата при директните исплаќања и транспарентност во објавувањето на податоците преку Министерството за земјоделство. Низ надзорната расправа ние покажавме илјадници примери на злоупотреби и криминал кои што еден ден мора да престанат. Тоа може да се направи единствено со вакво законско решение. И никако буди. Отворено и јасно уште не за сите да знаат. Доколку ВМРО ДПМН е спремен да ги прифати трите наши амандмани, кои што и претходно беа дадени, за да само во текот на утрешниот ден ќе го повлечи предлогот на закон кој што има дадено во собраниска процедура. Да. Кои се тие три амандмани? Три, значи ги кажав и неки. Овие што се однесуваат во контрола, во делот на транспарентноста, каде што многу јасно треба да бидат објавени, значи двата се во делот на контролата, на директните исплаќања и третиот во делот на транспарентноста. Министерството за земјоделие, шумарство, заедно со Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделие и рурален развој, да ги изваде јавно, транспарентно, да видиме во оваа држава кој зема се субвенции. Тие не го сакаат тоа. И затоа продолжуваат оние матни, криминални и незаконски работи кои што се случуваат. И дополнително, на владата, ова сакам да го знаете како информација, ние на надзорната расправа покажавме илјадници примери. На еден голем дел на луѓе кои што немаат земено субвенција, не им треба овој закон. Знаете зошто? Затоа што си ги имаат платено сите давачки. И до ден денеска немаат земено субвенција. Тие се стотици примери, кои што еден дел од нив после законскиот рок од 30 јуни ги платили и водарина, и пашарина, и закупнина за земјиште, меѓутоа до ден денес АБЕР нема власта да им даде субвенција.